Граѓаните се помалку имаат доверба во судскиот и правниот систем на државата. Анкетата на Гласот на Америка покажува дека последниот корупцијски скандал рекет, во кој помеѓу тројцата осомничени и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева е една од причините за тоа. Иако вела дека имале голема надеж во СЈО како институција, последниве случувања не им влеваат многу оптимизам дека работите може да се подобрат. Нула, никаква доверба. Зошто? Па гледам ситуацијава како што е, не знам. Не знам што е добро, човек, немам верба во никого веќе. Гледам секој ќе што такова мојте обвинител да го направи тоа, јас што би направил, така? Прави лежу затвор, кревете, се на слобода криминалците. Па после овие случувања не. Искрено да ви кажам не. Зошто? Па затоа што СЈО го направи тоа што го направи и са како да имаме доверба. Многу сме разочарани и ништо повеќе. Некои пак други велат дека за се има решение, а државата мора да оди напред. Све е направено, е бучкуруш и можда е потребен една тотална реформа, тој правен систем и поставување на неинволвирани млади луѓе. Сметам дека овие афери се производ на една клика која што треба да замине од тој правосуден систем. Ние како народ гледаме и станавме ние политичари. Треба тие што се одабрани за таа работа, треба да ги решат на време работите. Судството мора и обвинителството мора да претрпат кадровски смени. Овие суди и обвинители кои се сега не ми влеваат никаква доверба. Дел од анкетираните сепак сметаат дека институциите треба да го решат случајот рекет со утврдување на вистината и тогаш може да се зборува за враќање на довербата во судството и правната држава. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.